Иди ги ова имат хеликоптери и за ноќе со сијалици, со свеки, со сите, алал им вера. И ние не сме зафрлени. Почнавме. Добро вечер на сите бранители на украинскиот територијален интегритет и оние кои редовно ја пијат терапијата. Добре дојдовте во уште едно издание на Нереално со Моџо. Ќе почнеме со изјавата на нашата министерка за одбрана Славјанка. Сметаме дека е провокативно и дестабилизирачко действување. Ајде, тоа беше изјавата на нашата министерка за одбрана, дека ќе очува територијалниот интегритет на Украина. Изјава која одекна гласно во нашата јавност, во Русија, во Украина, во нашите другари од НАТО. Некои од нив велат дека не се спремни, например Хрватска, Бугарија, Велика Британија, некои ситни сили такви боранија. Но ние сме спремни, например, само инвазијата треба да биде денски, затоа што немаме хеликоптери за ноќе. Војници да си понесат чизми и да нема снег по пат. Евентуално за виза ќе се снајдиме. За Русија не треба виза, веројатно ќе одобрат, па кај да е на Црвен плоштад ќе славиме. А како што е ова нашиот дописник од Украина, Шевченко, после ова изјава работи да се многу посмирени, Украина како да е на антидепресиви, сите може да спијат мирно. А сега да видиме нешто од судењето на векот. Добро, не е на векот, на годината, не е ни на годината, не е ни на неделата, не е ни на денот. Пошто нашите политичари се повеќе во судот колку на работа, судењето на Рашковски. Не постои разлика, освен кај подароците на моите две деца, прибрани од родендени и крштевки и така натаму, и мекици и така натаму. Ето, како што видовте, се легитимно, парите на Рашковски били од мекиците на децата, тој собирал, инвестирал, купил хациенда, никому ништо. Се не пријавил дубак, кревече, нешто, пикадо, мечиња, плишани, на секој може да му се случи. Не може да знаеш. Ова може да биде излез од кризата на Македонија економска, например, квартално да правиме мекици. За 3 до 5 години излегваме од економска криза, за 10 сме Дубај, за 15 веќе шеици кидат тука да работат на раскрсница, да перат прозори или да... Шо било, све што нема да сакаме ние да работиме, пошто сме главни со мекиците. Ова доведува до заклучок дека можеби плацевите на Груевски не биле од криминални дејанија, туку тој имаше 2 свадби, на свадба се дават поќе пари, значи можело си приушти човекот на водно 2 плаца. Кој нема плац на водно, прв нека фрли имотен лист, ако не. Заради овие изјави и одекот во јавноста, Рашковски е прилично револтиран. Искрено можам да кажам дека го сваќам неговиот револт, затоа што е насочен кон неговото семејство и, како што вели тој, кон достоинството на неговото семејство. Од друга страна, кај е достоинството на секој поштен работник кој што треба да живее со 250 евра, со сметки за струја кој не може да ја плати, со извршители, со казни, со... Го сваќам Рашковски, но и целата таа полемика е под нивото за децата, но сепак тој ги вмеша во ова непотребно. Ако сме веќе кај дно, додиме кај нашите соседи од истокот, Бугарија, таму беше нашиот премиер Ковачевски кај неговиот колега од Хардвард, Петков, и веќе почнеа првите компромиси, па така бугарската телевизија требаше да дава некој документарец за бугарите во Македонија и реши да не го даде, а за возвратното ние решивме бугарите да се во уставот. Прилично добар компромис. Уште 2-3 пати ако не го пуштат, можеме да клаеме и премиер нешто, кој веќе има градоначалник на Скопје, што да не, од Бугарија мислам. За разлика од ова, председателот Пендаровски не е толкав оптимист, тој вели дека преговорите со Бугарија се на почеток, и ако ова е почеток, тогаш кај ни е крајот. Ви благодарам што следевте на скапата струја, пари не враќаме, а може се гледаме наредна недела, ако не сме негде околу Донбас или ако пред Москва. Зависи кога ќе решат да трниме.
Поздрав украински народе и све најдобро.